Брегалница со минимални 1-0 триумфираше над Беласица во рамки на одредното 28 коло на Вторлига со поголокот на Стефан Бабунски, кој беше постигнат рано од мечот кој се играше во Штип, а потом мрежите мируваа. Честитки пред се на победата на Брегалница. Еден фер и коректен натпревар, кој според мој мислам дека требаше да доди во тој колосек. Премногу жолти картони за еден натпревар кој што немаше таков интензитет, но примивме рано гол и дури се соземеме, дури ја наметнеме нашата игра. Мислам дека после примениот гол се консолидиравме и на некој начин воспоставивме рамнотежа во играта. Мислам дека на полувремето, првиот дел, мислам дека Брегалница беше по-конкретен противник, после беше на нивна страна. На полувремето се договоривме некои работи и мислам дека второ полувреме излеговме малку похрабро. Факт беше дека и имавме тројца играчи од прв состав кои недостасуваат денес, односно влегоа при крајот на второ полувреме поради повреди кои што ги влечеа периодот позади нас. Воспоставивме рамнотежа и може да кажем дека и некаде после 60 минута бевме и подобар противник. Притисокот беше на страна на Брегалница секако. Тренерот на Беласица им ја честиташе победата на фудбалерите на Брегалница и им посака среќа во завршетокот од сезоната. Пред се уште еднаш да им честитам на победата, да стигнат таму кај што им е зацртано, ако можат и овој бараж, ако им е достижен да го престигнат и сепак да навиваме и ние за нив како наши комши, без разлика денес што беше некој дерби надпревар на бивши прволигашки екипи. Им честитам од се срце и од името на клубот и да буквално да стигнат таму кај што посакуваат. Тренерот на Беласица Александар Стојанов го искоментира и моментот со добивањето на црвениот картон. Би искоментирал за црвениот картон, значи можеби престрого ми беше доделен. Првиот жолт картон побарав, односно не реагирав на начин како што мислеа судиите, но пред се мора да ги поштуваме за нивните одлуки, други се одговорни за нивните одлуки, носењето на нивните одлуки. После тоа изненаден, можда и од моја страна беше преуфоричен беше говорот од моја страна према сепак се извинувам фудбалот тој во жарот на борбата, некојаш и тренерите ние не можеме да се исконтролираме и така да нека биде и за мене некој школа за понатаму и да посмирено го доживееме и поразите, а и посмирено и да бидеме во победите. Екипата на СОУ дојде до победа 2-0 на домашен терен над Новаци, а единствениот меч кој заврши без поголици беше тој во Автокоманда, каде Скопје победа одигра 0-0. Каменица Саса со убедлив 1-4 славеше над последно пласираниот Вардарски во Богданци, додека пак Арсимије преку пресврт во Велес го доби Борец со резултатот 2-4, а каде гол за тимот од Чеграден постигна и штипјанецот Бобан Ѓорѓиев. Во Радовиш беа постигнати 5 гола за триумф на Детонит Плочковица преку пресврт над Охридот 3-2. Екипата на Башкими со гол во 94-та минута го доби Кожув преку пресврт со 1-2 во Гевгелија, но тој гол крена многу прашања зашто реагираше и Фудбалската федерација на Македонија и најавиде дека ќе ја продолжат борбата за чист фер плей во спортот. Но и министерот за спорт Борко Ристовски кој најавиде дека ќе се почекаат извештаите од Фудбалската федерација на Македонија доколку се потврдат сомнежите на клубовите, Кожув и Башкими по итна постапка ќе им биде одземена дејноста спорт. Во однос на табелата на врвот е Македонија Ѓорче Петров, прва со 63 бодови, Арсимије втор со 61 бод, Башкими е трет со 60 бодови, а пак Брегалница е четврта со 55 бодови. Но не е случајна можноста за промена на табелата. Зависи од тоа дали би имало и доколку има, какви би били санкциите за Кожув и Башкими.